Преспанскиот регион деновиве личи на вистинска депонија. Жалосни слики од фрлени илјадници тони скапани јаболка. Според проценките од земјоделците со кои разговаравме, фрлени се над 30.000 тони јаболка. Ги прашавме производителите што се случува со откупот. Ни одговорија дека во моментов во овој регион, кој каде стигне таму фрла јаболка. Револтирани велат дека состојбата е катастрофална и никогаш во историјата на Македонија и на постоењето на јаболкопроизводството не се памети ваква слика. Масовно да се фрлаат јаболките кои се произведени со мака, а земјоделците наместо да заработат се во тотална загуба. Состојбата е уште позагрижувачка поради тоа што јаболките масовно се фрлаат по реки, по заштитени подрачја на брегот на Преспанското езеро, со што постои опасност од еколошка катастрофа. Пред само неколку месеци, истите земјоделци алармираа дека постои опасност јаболката да не бидат откупени и дека станува збор за огромна количина од над 70.000 тони јаболка. Здруженијата беа на неколку средби во ресорното министерство, а владините представници ветуваа помош. Менди Ивановски, производител на јаболка, вели дека по нивните апели во Преспа разговарале со откупувачите и представници на министерството, пошто дел биле извезени во Бугарија. Но поради немање на соодветни услови за складирање, производството се расипало и над 20.000 тони јаболка останале непродадени и фрлени по дивите депонии, што и според нив е една од најлошите варијанти. Останува фактот дека владата не успеа да создаде услови за организиран откуп на производството. Јаболката не успеа да се извезат ниту на пазарите каде претходно се извезуваше, како пазарите во Турција, Сирија и Иран, ниту на пазарот во Русија, кој годинава беше проблематичен. Јаболката пак кои беа откупени се плаќаа по минимални цени. Земјоделците велат дека и наредната сезона ќе биде промашена, поради тоа што немаат приход од годинешната реколта, а тоа значи дека нема да можат да инвестираат за наредната реколта. Со оглед на тоа што министерот за земјоделство Љупчо Николовски со една нога е веќе надвор од оваа функција, земјоделците се оставени сами на себе, а очигледно не помогнаа ниту субвенциите. Инаку годинешното производство на јаболка само во Преспа изнесува околу 100.000 тони.